Затоа што на овој пресек, на длабочина од 18 метри, констатирале езеро, на кое што се пронајдени преку 4000 експонати, значи артефакти. Тие артефакти, еве овдека се гледа со 48.000,3, значи 48.300 години пред наша ера. Најновите датирања на 2 метри од површината на земјата, а тоа е на длабочина, рековме, од 18 метри, е на 2 метри од површината на земјата со 14.400 години пред наша ера. Значи, овдека имаме една различна слоевитост и различни датирања кои луѓето од 1950 година ги имат направено, ги имат датирано, значи буквално имаме за секој слој ние датирање. Ова, кога ќе се направи оваква една транскрипција, тогаш од десно на лево почнав јас да читам, нели, на овдека имаме лигатури, нели, на А, на Л, имаме на Л, на И и така натаму, нели, на П, можат, нели. Сега, ако се тргне да се чита од десно кон лево, јас успеав да прочитам, нели, на древномакедонски тоа би стоело И Уралу, Утип Гор, Вр, Дохи Лит, Ес Живи Тишт Гр, Пир Реа Лут Рс, Мамил Или Лип, Сит Ал Лип. Кога го читам, вие, нели, од слухот гледате дека има рима, има ритам. Јас се обидов врз основа на римата да го составам и фактички добив, тогаш тврдев, значи тоа е 2009 година, дека ова е најстарата стихотворба на светот. Затоа што директно може да се види, нели, И Уралу, У Тип Гор Вр, Дохи Лит, Тип Лит, Ес Живи Тишт Гр, Пир Реа Лут Рсма Мили Или Лип Сит Ал Лип. Во, ајде, на превод или да речеме во една современа конотација, бидејќи тоа е истиот јазик, денес ние би прочитале И на Урал, на Тап, врв на горите, летот на духовите, Есо живиот тешт на горите, Пир Реа Лут, Риснама, Милна Или, Лепсиот Ал Леп. Значи имаме име, имаме презиме, имаме падежни форми, имаме оформен, кодифициран јазик, кој е апсолутно прајазик, не само за денес сите така наречени словенски јазици, јас би рекол, нели, македонски јазик, прамакедонски јазик, најстара форма, која денес е прајазик за сите така наречени индоевропски јазици. Тоа не случајно го кажувам, затоа што откако овие работи ги дешифрирав, јас напишав еден текст кој го имав објавено во Нова Македонија, нема сега цел, нели, да го читам, еве може само овака да покажеме дека тоа е објавено во Нова Македонија, овој текст влегол во интернет, отишол низ цел свет, нели, дури и во Конгресната библиотека односно во библиотеката на Конгресот на Соединетите Американски држави и така натаму. Само ќе кажам на што како заклучок ме доведе тогаш да напишам дека теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест прајазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Ако ова сега ние зборуваме за палеолитскиот, значи од 100.000 години пред наша ера, па се некаде, да кажеме, до 13.000, 12.000 години, почетокот на мезолитот, па таму некаде до 7.000, 6.000 години пред наша ера, кога почнува македонскиот неолит. Значи ние имаме една палеолитска револуција, имаме една неолитска револуција, али тие се компатибилни, тоа не е преки на едната цивилизација и почнување на другата, туку имаме еден палеолитски континуитет од 100.000 години пред наша ера, па се до денес.
Значи, таа палеолитска цивилизација, која представува 99,9% од се што ние знаеме за човештвото. Зошто? Па затоа што во Кенија археолошките истражувања потврдуваат дека има луѓе со старост од 8,5 милиони години. До неодамна се тврдеше дека најстариот човек, конкретно да речеме според истражувачките работи што се направени во Шпанија, таму е со 1,600,000 години. Сите овие професори, нели, кај што Мандела е како председател на Јужна Африка, да кажеме, поддржуваш на цел тој проект, кај што многу научници се ангажирани од различни институти, професори кои предават на 4 универзитети во светот, нели, со познавање на повеќе јазици, со разни методи, ја утврдиле таа старост. Ние со дешифрирањето вршиме фактички идентификација на целата популација. Го поставивте прашањето зошто сега баш во Јужна Африка, нели? После прашањето, едниот артефакт, едниот доказ е најден во Јужна Африка. Така? Другиот е најден на северот на Русија, а вие и двата ги идентификувате како древно македонски. Сега. Каде е врската? Сега да кажеме, имаме еден доказен материјал од најголемиот археолог француски на сите времиња, а кога овие материјали Едуард Пиет ги објавил 1894, 95, 96 нели година, па он починал 1906, значи до 1906 година, тоа сите го исмејувале, дури не му давале да влезе во Француската академија на науки. Денес таа материја французите него го слават како најголем археолог на сите времиња. Јас, благодарејќи на мојот драг пријател од Дизелдорф, Ристо Поповски, ја добив ова, ајде да не речеме монографија, туку монографско издание на водичот за тој музеј со артефакти што ги има откриено Едуард Пиет, кој има собрано само во вид на облутоци, кај што во ова негова студија етнолошка што има направено, има објавено некаде 97 артефакти со надписи на облутоци, многу педантно ги документира и така натаму, нели? Сега немаме време за да навлегуваме во сите тие ситници. Меѓутоа, во однос на ова материја, само избрав еден од артефактите, кај што ова, нели, во колор е печатен овој водич, кај што овдека исто така тврдат, горе ако се погледа, датирањето име со 15.000, 13.000 години пред наша ера, значи ако ставиме и две сега, тоа се 17.000, 15.000 години пред наша ера, тоа се нивни датирања. Они тврдат дека според ово што тука има, нели, дека тоа се некои геометриски мотиви. Меѓутоа ние немаме тука обични геометриски мотиви, туку тоа е создадено со древномакедонското писмо, кај што овдека децитно можеме да прочитаме ма и ил. Значи пак ги среќаваме истите божества, која создава таа митологија на различни места, во различен временски период, и да биде уште... Морам да ве прекинам.